Жешко и во судот и пред него. Внатре судиите одлучуваат по обвиненијата од СЈО, а надвор неколку десетици возила ја блокира улицата пред судот, во знак на револтот, како што велат од обвиненијата против челниците на ВМРО ДПМН. Кривичните совети судиите решава побарањата за притвор и мерките за предпазливост за вкупно 94 лица. Откривичен информираат дека не се сигурни дали ќе го испочитуваат законскиот рок од 24 часа за да ги донесат сите одлуки. Со оглед на големиот број на предлози и лицата опфатени во нив, како и доказниот материјал приложен во предлозите, судиите кои постапуваат во советите вложуваат напори да донесат одлуки во законски предвидениот рок, но со оглед на фактот дека по донесување на одлуките за сите предлози, истите треба прво да бидат писмено изработени и доставени до странките во постапката по завршување на целокупната процедура, за која не може да се предвиди колку време може да трае. Јавноста веднаш ќе биде информирана за донесените одлуки на кривичните совети. Инаку оваа тура обвиненија предизвика и политички реакции и протести. Синоќа неколку стотици граѓани до полноќ беа пред кривичниот суд. Велат дека се сомневаат дека се работело за смислено сценарио против ВМРО ДПМН. Од 13 година теророт врз Македонија и македонскиот народ продолжува. Тогаш ја делат Македонија на сите балкански држави, и доделија по едно парче каде што на Грција, кралството Грција, која го створи Европа. Да престани терор да врши врз македонскиот народ, да не остави да си ја изградиме државата и ова парче земје кое ни остана уште ова. Затоа што ние немаме друга држава. Нашата држава ја распарчија, уште ова парче сакаат тие да ни го уништат. Сега се виде со овие кривични пријави што ги поднесе Катица Јанева, дека завзема страна партиска, тотално више ова е јасно на цел македонски народ, затоа што се тие 17 пријави веројатно сите против членови на ВМРО ДПМН. Ние може само да претпоставиме, бидејќи она не каже што е, меѓутоа може да претпоставиме. И затоа сме излезени овде, бидејќи оваа сега моментално влада на Република Македонија, со полна уста како мед да им течеше низ устите дека ќе се борат за правото во Република Македонија. Затоа и пример дојде овде дека треба да се усогласат нашите нормативни акти, тоест правни, со Европската унија и така натаму. Ако е ова да се усогласи, онда тешко нас. Ние ќе се вратиме 500 години назад. Значи тоа е целта и веројатно овој народ само иницијативно дојдено, не е ни организирано, не е ништо, меѓутоа јас верувам дека и народ и повеќе ќе се соберат. Зашто ако се продолжи вака, како што го прави оваа влада, ова нема да не однесе никаде. Тие кажаа дека ќе продолжат да протестираат против обвиненијата на СЈО, но пред се ќе почекале да ги видат и одлуките на кривичниот суд.